Во 2010 година со финансиска поддршка од Европската Унија, УНИЦЕФ започна да дава помош на владата во реформите на правосудниот систем за децата. Проектот се концентрираше на 3 области и беше насочен кон премостување на јазот што постои помеѓу она што е напишано во законите и реалната пракса. 2 клучни истражувања го водеа изготвувањето на дополнителните измени во законодавството, новиот протокол за упатување и стандардите за помош на стручните кадри, подавањето грижа и поддршката на децата, кои доаѓаат во контакт со законот. Тие помогнаа и во воспоставувањето на систем за надзор и следење. Едновремено ќе имаме ефикасен инструмент кој што ќе ни покаже како на терен функционира законот за малолетничка правда и дали истиот закон е навистина придонесува за подобрување, односно унапредување на правата на децата, што значи во пракса. Беше воспоставен мултидисциплинарен систем за обука и повеќе од 660 стручни лица се здобија со вештини за поддршка на децата во рамки на системот, каде во центарот на вниманието се нивните најдобри интереси. The members of the group came from different professions. I do think that this is an absolutely important way of having a seminar, because this way, when we discuss about problems of juvenile justice, of children that need protection, of children that are in institutions, of children that have alternatives used for bringing them back on the right track, show the difficulties the different professions have, and show also to the members of the other professions what their problems are, and so all those members learn how to deal with a problem and how to deal together with the others to solve a problem. Доколку полицијата ја обучиме, ја сензитивизираме за детектирање на факторите на ризик, ја сензитивизираме за изработка на програми за заштита и превенција на децата од било какви ризични ситуации, ценам дека ќе го намалиме како бројот на деца во ризик, така и бројот на деца во конфликт со законот. Во рамките на проектот се работеше на намалување на бројот на деца кои влегуваат во системот. Од најголемо значење е да се свати важноста на превенцијата. Проектот и помогна на владата да изготви единствена национална стратегија за превенција, а на 11 единици на локалната самоуправа им помогна стратегијата да ја преточат во конкретни активности на локално ниво. Успехот од превентивните мерки беше најочигледен на примерот на пилот менторската програма, која постигна намалување на повратништвото на нула кај децата кои имаат своји ментори. Покрај индивидуален напредок кој што е постигнат кај секое дете поединечно, за најголем успех се смета тоа што од самиот почеток на менторската програма до овој момент ниту едно дете нема извршено кривично дело. Знаејќи дека целокупната заедница треба да одигра своја улога во превенцијата, во проектот се работеше со пратеници од собранието, медиумите и со самите деца, за да се создаде неопходното опкружување потребно за реформи на системот за правда за децата. Овие активности навистина ги поставија темелите на еден правосуден систем ориентиран кон потребите на децата. Систем кој ги штити правата на сите деца на соодветна грижа, советување, заштита и можност за преземање конструктивна улога во општеството. Со поддршката од Европската Унија и УНИЦЕФ, земјата се наоѓа на вистинскиот пат кон обезбедување на правосуден систем што ќе ги гарантира овие права за сите деца.